reče Bog. Neka proizvede vodata lazači, živi suštestva i ptici da poletat na zemljata pod svodot nebeski, i bitaka. I sozdade Bog golemi ribi i sekako vid vlekači, što gi proizvede vodata spored nivni otrot, i sekako vid krilasti ptici, i gi blagoslovi velejki. Plodete se i množete se, i napolnete a vodata vomorinjata, a pticite neka se množat na zemljata. I bi večer, i bi utro. Den peti. Sega je julsko 95. leto gospodovo. Ovde sme kraj Sveti Naum, manastir, koji so krst go potpira svodot da ne se izmeša neboto so zemljata u jedan duhoven prostor koji odrazuva isključitelna samostojnost i nepovtorljivost. Jezero, to samo za naše okrijenje, to je biser. No samo za okrijenje, туку za cijela Makedonija i za целиот свет. Рудникот во Албанија, ние каде нас имаме и колектори наша поставени, преди тоа се загадувало. Ние од Охридско езеро сме пиеле чиста вода и окриени, и лично ние од селата, само од Охридско езеро, ни болест, ништо немало. Каде нас веќе колектори се направија нешто оди туште отпад, но најпрво загадуват рудникот сепарацијата во Албанија. И тоа се гледат, ено каде е. Отуа се оди сепарацијата, кај што е баш белана точка, тука слегот рудата се мија и целиот тие отпад се у езеро оди.
zakačimo me da vas po... Ovo je nadređeno, malo za isto. Ovo je za isto. To se te vode tako kaže. Volemo se počasti jednote, baski, kako je prvi Tivo da znaš, ovo je ti. Čekaj, Ljube, nemaš u Bajernati? Dok se dogovoram. Kad je? Ne, ko će da je. Čekaj, večer ja svoj. Oko 11, dobije se čovjek svijet da im zabere poznu. Kaj, daleko je to? Ne. Aha. Еколошкото друштво во кое што јас членувам се вика Пријатели на природата.
Тажното езеро. Едно езеро тажно со озирони, зашто го тива и од платони. Во него веќе нема жива риба, а згасна и животот на старата врба. Човекот го загади, а сега, наместо да му помогне, од него бега. Планината над него, натажено где, не може да му помогне ни сонцето кога се смее. Езерото е на голема мака. Има ли некој што ќе го сака? На сликата која пред малку ја видовме беше нацртана реката Грашница која беше представена како една огромна ламја. Беше представена како огромна ламја бидејќи е многу загадена и бидејќи сите нејзини отпадоци кои се наоѓаат во нејзините води одат во Охридското езеро, каде што покрај неговите брегови се капат многу деца. Постои надпис тука дека не сме да се влегува, но некои деца не го почитуваат надписот и затоа се појавуваат и некои болести. Сознанието дека Охридското езеро е природна реткост потекнува многу одамна. Именно уште од крајот на минатиот век, па до почетокот на Втората светска војна, голем број истражувачи на флората и фауната на Охридското езеро го квалификувале ова езеро како најголем природен споменик на Европа и музеј на живи фосили. Именно уште од крајот на минатиот век до почетокот на Втората светска војна, повеќето истражувачи на флората и фауната на Охридското езеро го квалификувале езерото како најголем природен споменик на Европа, односно музеј на живи фосили. Во тој период извршени се голем број истражувања од различни дисциплини на географијата, геологијата, биологијата и сите тие го одредиле езерото како многу старо. Старо е најмалку 2 милиони години и изобилува со особен жив свет. За жал, Охридското езеро не остана поштедено од многобројните негативни влијанија на човекот. Релативно брзиот прираст на населението во градските населби во последниве неколку децении, изградбата на туристичко-рекреативните објекти околу езерото, користењето на современите агрохемиски средства, како и други дејности на човекот, водат кон повреди промени, особено во крајбрежните води. Со повеќегодишните истражувања во литоралните региони беа констатирани значителни промени во квалитетот на водата во негативен поглед. Таквите промени беа особено изразени во водата и подлогата од Охридското градско пристаниште, во районот Грашница, како и беа регистрирани големи количини ситен нанос кој го носи реката Сатеска. Врз основа на тие сознанија, Хидрогеолошкиот завод 1971 година на симпозиумот за регулација на Охридското езеро предложи изградба на колектор за заштита на езерото од отпадни и загадени води.
U 1985. godina započne izgradbata na prvata etapa koja počne da funkcionira do juni 1988. godine. Во него се вклучија канализационите мрежи на Охрид и Струга. Меѓутоа, за жал, во оваа етапа не се вклучија водите од Велгошка и Косовска река, а Сателска се уште се влива во езерото. Нивот на Велгошка река, попознат како Реон Грашница, со децении укажува на голема оптовареност со органски, неоргански и други штетни материи, заради што неопходно потребно е да се преуземат соодветни мерки за нејзино вклучување во системот. Ashtë vazhdimi shumë takimeve që kanë filluar me inicijativën e kryetarëve të bashkisë të Pogradec. Ова е продолжување на многуте средби кои се започнати со иницијативата на председателите на општините Поградец, Охрид и Струга околу проблемот за заштита и зачувување на амбиентот на Охридското крајбрежје. Направени се многу средби во Поградец, Охрид и Струга и веруваме дека сме дојдени во завршницата на овие средби, затоа што представниците на Светската банка и други меѓународни организации се на прагот на припрема на финалниот материјал за аргументација на обврската за заштита и зачувување на Охридското езеро. Како што гледате, денес повторно се состанавме по двете средби кои ги одржавме минатата недела во Поградец и веруваме дека се е готово аргументите што ги наведов да и се представат на Светската банка. Për argumentot që thamë në parë. Before we are going to inform you about the progress of the study, Пред да започнеме да ви информираме за напредокот на нашата работа, сакам да објаснам некои основни начала за работата. Ние сме назначени од Светската банка како швајцарска компанија на експерти околу прашањата за зачувување на животната средина, односно за загадувањето на Охридското езеро. Во термините за оваа работа, која го опфаќа проблемот околу загаденоста на Охридското езеро, се вклучи и Светската банка. Целокупната работа треба да биде сеопфатна не само за постројките на отпадните води, туку да се вклучи целата организација насочена кон човековиот фактор. Испитувањето на чистотата, прозирноста на водите што го извршуваме за потребите на Рейл Банк е и проектот што ја опфаќа заштитата на Охридското езеро. Целта на овој проект е да го одржи езерото не за краток, туку за подолг временски период. За Рейл Банк не е најважно да се обрне внимание само на опремата за истечните води, туку да се најдат и други солуции, активности што ќе бидат насочени против загадувањето на оние делови каде што постои риболов, а тоа значи дека треба да се внимава не само од албанска, туку и од македонска страна, а воедно и во пределот за рибарење крај Преспанското езеро, поради силната заемна поврзаност на двете езера. Со други зборови, многу е важно да не дојде до загадување на Преспанското езеро, бидејќи главниот прилив што се влева во Охридското езеро доаѓа токму од Преспанското езеро. Тоа е само еден мал пример зошто би било потребно да се вклучиме во заштитата на оние зони каде што постои рибарење. Еве анаку со целта на овој проект да се насочиме кон истечните води, однесувањето на човечкиот фактор во пределите каде што постои риболов, активност на институциите и воедно насока кон наблюдување на квалитетот и контролата на водата. Освен рудникот во Албанија, од кој отпадните води се влеваат во езерото, брзиот раст на приградските населби и реката Грашница. Друг поголем загадувач е и реката Сателска, која покрај отпадни материјали носи ситен нанос во езерото и со тоа го уништува сиот подводен свет.
Naime, oko 2 miliona godini vodite na Ohridskoto jezero istekува преку Црн Дрин во Јадранското море. Остануваме неми пред вечноста, пред оно што природата го создала како своја рожба. Вода, небо, цркви, бранови, птици, езеро. А малиот брод секогаш ќе носи низ езерото нови патници, со копнеш по убавото, магичното, непознатото. There